Добро утро на сите. Добре дојдовте. Во изминативе 2,5 години како влада навистина инвестиравме во поинаков тип на политики и поинаков тип на инвестиции. Инвестиравме во повисоки плати, во изградба на инфраструктурни објекти, во изградба на патишта, во изградба на градинки, во реконструкции, во изградба на она што се вика погон за реалната економија. Меѓутоа инвестиравме исто така и во нашите државни приоритети. И еден од тие државни приоритети беше членството на НАТО, како гаранција за безбедност и како охрабрување на инвеститорите, и домашни и странски. Државниот приоритет број 1 полека станува државен успех број 1 на нашата држава. Фактот дека вчера Холандија ја заврши ратификацијата на нашиот НАТО протокол, дека Франција најверојатно тоа ќе го стори во периодот на овој месец и дека Шпанија се изгледа добива стабилна влада која ќе овозможи ратификација последна на нашиот протокол за НАТО, покажува дека членството за НАТО не е нешто за што зборуваме, туку членството во НАТО станува реален државен успех кој можеме да им го понудиме и на граѓаните, и на нашите сојузници, меѓутоа и на нашиот реален сектор. Ние како држава често велиме дека 3 децении сме биле во чекалните на НАТО и на ЕУ. Меѓутоа не беше во чекалната само државата, на некој начин во чекална беа и нашите компании. И јас од контактите што ги имаме со некои од компаниите со кои што соработуваме, знам дека еден дел од вас веќе знаат многу за овие агенции и при првиот обид, кога требале да проверат дали ги исполнуваат сите квалификации, се соочиле со првата квалификација, тоа е дека фирмата мора да доаѓа од земја членка на Алијансата. Државата не може да го води вашиот бизнис, меѓутоа државата може да отвори врати. И ова што сега се случува, нашето членство во НАТО, ќе отвори не само воено-политичката врата, туку и економската врата за нашите фирми да можат да настапат и на овој тежок, но голем пазар. Министерството за одбрана исто така може да ги користи и за своји потреби и веќе околу тоа разговараме агенциите на НАТО Алијансата. Вие знаете дека одвојувањата за одбрана 2 години поред се зголемуваат. Тој тренд ќе продолжи, меѓутоа не е само важно да ги имате парите, многу е важно како ќе ги употребите парите. Ми е задоволство што буџетите во одбрана растат, меѓутоа уште поголем успех за сите нас е што заедно со зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на јавните набавки генерално во државата, Министерството за одбрана 2 години поред останува во врвот на први 3 институции во државата по транспарентност и интегритет на набавките. И тоа покажува дека водиме сметка како ќе ги трошиме парите. Се разбира, не сме ги решиле сите проблеми и некои од компаниите кои соработуваат со нас тоа го знаат. Еден од проблемите кои што го имавме и тој го регистрираме е ситуации во кои набавките пропаѓаат заради или несоодветни технички барања или несоодветни проценети вредности на набавките. И тоа е грешка, резултат на институционални слабости. Ја гледаме соработката со агенциите на НАТО како шанса дел од овие слабости да ги решаваме и да го користиме и нивното искуство и нивната експертиза, да го подобриме трошењето, ама и да ја зголемиме довербата на граѓаните во начинот на кој се трошат нивните пари. Транспарентноста е еден чекор, ефикасноста треба да биде дополнителен чекор. Јас само на крајот сакам да информирам дека со нашето членство еден од првите чекори на овој план е обезбедување на целосно класифицирана и сигурна врска помеѓу Алијансата и клучните институции во државата. И пристапната точка за сите тие информации е Министерството за одбрана. Токму преку НАТО агенциите ние обезбедуваме сигурна опрема и обезбедуваме квалитетен продукт. Доколку ги погледнете искуствата на другите земји, ќе видите дека можностите за соработка навистина се неограничени. Од заедничка изградба на касарни, преку помош со хеликоптерски единици во гаснење на пожари во Грција, до целосни сервисни договори за менаџирање на храна и други услуги. Република Северна Македонија се наоѓа на само неколку километри. Главниот град е навистина блиску до една од големите НАТО мисии, KFOR во Косово, која што има логистички потреби.
За тие логистички потреби троши пари и ангажира компании. Ова е според мене најсилниот аргумент да искористиме оваа шанса и да покажеме интерес и да покажеме квалитетен продукт. Знаејќи дека имаме квалитетен продукт во многу сфери, убедена сум дека таа шанса ќе ја искористиме и тука владата може да ви биде само од помош, но главниот мотор и главната енергија убедена сум дека ќе доаѓа од нашиот приватен сектор. Ви благодарам на вниманието.